Почитувани добро вечер. Гостин во вечерашнава емисија Став е Владко Поповски, директор на Агенцијата за вработување на Република Македонија. Господине Поповски, добро вечер. Добро вечер, благодарам за поканата. Така, и ние благодариме што издвоивте време за нас, за да можеме да поразговараме за актуелните мерки на агенцијата, се во функција на намалување на невработеноста во државата. Не само таа функција, туку и самото информирање на граѓаните што се имаме како можност. Значи, Агенција за вработување со години наназад, значи од 2007 година, ние веќе се обидуваме да направиме активни мерки кои што се соодветни на сите оние што бараат работа. Можеби не успеваме во 100%, но од година на година учиме од своите грешки од претходната година, така да другата година се адаптираме, односно се применуваме према потребите. Така. Господине Поповски, деновиве е актуелна една ваша изјава дека сите сакаат работа во канцеларија и во администрација, а не во фабрика. Зошто македонските граѓани дома гледаат вработување исклучиво во канцеларијата и во администрацијата, а кога е докажано дека македонците се вредни и способни луѓе и се покажале како многу вредни работници надвор од државава, например во странство кога ќе отидат да работат. Таму работат повеќе или во фабрики или некои други такви работи. Па точно така, таа моја изјава веќе неколку дена се врти по медиумите, но тоа произлегува од една работа. Кога Агенцијата за администрација ќе објави оглас за вработување во јавни институции или државни јавен сектор, автоматски имаме за тоа работно место можеби и 200 и 300 апликации, а доколку некоја компанија објави работно место кое што е, да речеме, со потребите на самата компанија од технички аспект, имаме максимум 10 до 15 апликации. Тоа е у најдобар случај, во просек има една или ни една. Така да од таму произлегува и ова. А од друга страна тоа што канцеларијата ни е побитна, тоа е, да кажеме, наследство од транзицијата, кој што траеше Република Македонија подолго од другите држави на бивша Југославија, со тоа што долго време важеше на, да кажеме, парола учи школа за да работиш во јавна администрација или нише врата земи плата, но и таму се менува. Значи, знаете дека со новиот закон за администрација се менуваат многу работи, станува самата администрација проактивна, поодговорна и нормално самиот систем предвидува казни, односно санкционирање се тоа што не е соодветно како јавен службеник или државен службеник. Но мислам дека во последно време почнува да се менуваат работите. Ние наназад преземавме заедно со владата на Република Македонија и Министерството за социјална политика неколку законски измени во кои што пред се за прв пат во 2013 се објавува платата за соодветно работно место. Така да во почетокот самите компании објавува она најминимална за гарантирана, да кажеме, законски обврзувачка плата, но како што поминува времето, се повеќе компании почнува да ги објавуваат реалните плати, така да веќе имаме работни места кои што се даваат плати до 90.000 денари. Значи објавен нашиот веб портал, видливо, мерливо, и секој што сака да аплицира може да аплицира доколку ги исполнува основните услови за тоа работно место. Во наредниот период очекувам да се смени оваа пракса, бидејќи поголем број на домашни работодавачи, инвеститори и странските инвеститори веќе отвараат соодветни работни места на кои што се цени трудот, се цени знаењето, се цени, да кажеме, приспособливоста и интензивноста на секој лице и неговото иновирање на работното место, така да мислам дека во нареден период се повеќе и повеќе ќе бидеме поатрактивни во другиот дел, тоест во приватниот сектор или онаму каде што е реалниот сектор, бидејќи пред се ќе има подобри услови за развивање, подобри услови за заработка, нормално и за напредување и воедно тежината за да работиш во некоја странска компанија, домашна компанија која што има добар меѓународен бекграунд, ќе можеме да кажеме дека сме работеле таму, да го ставиме во CV-то да имаме многу подобро работно место од онака што сме работеле. Така да надградувањето себе си е во приватниот сектор, додека во јавниот сектор мораме да се надградуваме, но ограничувањето се оние законски мерки кои што ги имаме, каде што треба долг систем на кариерно водење, долг систем на години да додеме до некој повисоко работно место, а воедно заработувачката во јавниот сектор ќе биде многу помала него во самиот реален приватен сектор кој што во Република Македонија од ден на ден се повеќе се развива. Се чувствува ли недостиг на работници во професиите кои што се повеќе барани во западноевропските држави, например медицинската струка и електротехничка, особено нели тие се повеќе барани на запад? Па да, во последно време поготово кај медицинарите, значи кај здравствениот сектор, имаме се поголем број на врвни стручњаци кои заминуваат од Република Македонија. Имаме заминување на млади доктори кои што заминуваат во странство, бидејќи оваа професија, поготово здравството, значи медицинската професија е доста барана.
бидејќи и од таму тие што се, да кажеме, стручњаци заменуваат на подобри работни места во други држави. Тоа е еден систем на кружно движење. Но сепак и во Република Македонија има работни места за нив и мислам дека дел од нив и одлучуваат да останат во Република Македонија, пошто имаат можности за напредување, за своја надоградба, за своја специјализација и да на крајот бидат успешни граѓани на оваа држава. Инаку точно така имаме недостиг од многу технички кадри кои што се бараат и во западноевропските држави. Така да тоа е еден тренд кој што постои подолг временски период. Не би рекол дека е поради иселување од Република Македонија. Јас повеќе би рекол дека од 90-тите години многу повеќе се стави приматот на општествените науки отколку на техничките науки и мислам дека тука е главниот проблем кој што го има, бидејќи многу млади луѓе, следејќи ги примерите кои што беа во тој период кога голем број на компании и државни предпријатија се затворија во 90-те години, кога голем број на инженери и технички кадри остана на улица или остана дома, значи како невработена сила, работна сила, видоа дека треба да дадат на тогаш имаше и потреба од правници, од адвокати, од економисти, но веќе тоа се презасити и мислам дека треба полека да се размислува за секој млад човек кој што планира ново образование, значи да оди на повисоко образование, да види што се бара на пазарот на трудот, а пред се направи еден личен тест за професионална ориентација кој што го препорачувам на сите млади, кој што е бесплатен во агенцијата, го има и веќе во образование полека се става во употреба, во кој што ќе се ги види своите лични внатрешни афинитети кон која професија е неговиот внатрешен талент за работа, каде се движи, со тоа што тој во иднина, доколку го заврши тоа образование, навистина ќе биде среќен човек пред се, а второ ќе го работи тоа што го сака и ќе биде вистински стручњак во таа професија. Имате ли стратегија како да се намали иселувањето на младите од држава? Па пред се, владата на Република Македонија усвои многу закони, усвои многу акцијски планови, беа спомнал националната стратегија за вработување на млади, со тоа што главен фактор е овозможување економски стабилна држава и економски стабилен приход за секој граѓанин на Република Македонија, кои има младите луѓе кои што се бараат својата екзистенција. Владата на Република Македонија од ден на ден, значи поготово економскиот тим за странски инвестиции, а и нормално сите оние тимот за економија што е во владата, прави да се отвара што е можно повеќе работни места, добро платени работни места, каде што секој млад човек би си го нашол своето место. Но како што реков на почетокот, имаме една дисторзија, каде што се повеќе млади луѓе одат на општествени науки, кои што е целиот пазар заситен, а од друга страна имаме дефицит на работна сила или умови од делот на техничките науки. Но тука има уште еден фактор. Третиот фактор е можноста за практицирање. Ако во Република Македонија допред 2-3 години самите млади кои што завршуваат технички факултет има ограничување каде ќе практицираат и го совршат своето теориско знаење, нема можност. Но од пред година и пол, и сега, во натамошниот период доаѓаат се поголем број на компании во кои што тие истите ќе може да дадат на практична настава, да практицираат, да добијат можност да го усовршат своето теориско знаење и на крај да бидат, да кажеме, добро припремени за секој иден работен предизвик. Во овој момент имаме проблем, бидејќи имаме луѓе кои што соодветно завршиле образование, ги имаме во евиденцијата, но имаме проблем. Немаме практично знаење. Да, тие се перфектни теористи, значи ја знаат теоријата во најмалиот прст, но имаат проблем тоа да го применат бидејќи немале можност да го практицираат, да го покажат она што го знаат теориски директно во работна средина. Јас се надевам дека нареден период ќе успееме во соработка и со коморите и со странските инвеститори да овозможиме на што е можно поголем број пред се на високо образовани техничари, технички факултети, а и од оние што се средните училишта да добијат реална пракса во реални работни услови со тоа што би го совршиле своето знаење и биле, да кажеме, веќе во една фаза на припремени работници кои што може да почне со работа со мала адаптација. Имате ли анализа кои професии во моментов се најбарани и најатрактивни за пазарот на трудот? Ако ги поделиме по ние 4 гранки како што ги делиме во агенцијата, таа нова анализа која што ќе објавиме денови да сублимираме уште малку, тоа има највисокото. Значи, број 1 се барани економисти, што е чудна работа, но не е чудна, бидејќи се бараат професионалци. Значи, пред се во делот на сметководствените услуги, меѓународниот пазари и така натака.
Но веднаш после него 2-3 места се луѓето од IT сферата, значи програмерите, технолозите за софтвер, стручњаците за хардверска опрема, за мрежи и одржавање, па доаѓаат потоа машинците, електроинженерите, доаѓаат градежните инженери, архитектонците, така да во првите 10 може се набројат буквално сите оние кои што припаѓаат на техничките науки, па потоа некаде 2-13 место доаѓа правните науки, но сепак пак како што нагласувам луѓе кои што добро го владаат занаетот на правото и почнуваат пак оние, да кажеме, медицината, фармацијата, фармациските лекари и така натака. Во среднистите се секогаш машинските техничари, градежните техничари, геодетските техничари, електротехничарите, електричарите и така натака. Оние што се со, да кажеме, стручно училиште до 3 години, врв се, значи, браварите, управувачите на CNC машини, во делот на, да кажеме, електриката, во делот на машинството, во делот на градежништвото, во делот, буквално сите оние, да кажеме, занатски работи, и ако се спуштиме без образование или досно образование, веќе тука се сите занаети. Почнувајќи од плочкари, од водоводжи, од електричари, монтери, така да буквално сите оние, да кажеме, наречени тешки занаи или стари занаи се побарувани, бидејќи тие се основата на движење на едно општество. Има ли нешто поразлично кога станува збор за Кумановскиот пазар на труд или и во Куманово е слично како и во останатите градови во држава? Можеби распоредот не е ист, но буквално првите 10 со различни места на поставување према бараноста на компаниите е тој. Мора да нагласам дека во последно време се повеќе се бараат и келнери, готвачи, шанкери, рецепционери, значи зборам од професионален аспект, се бараат и професионални продавачи, што можеби велиме дека имаме многу продавачи, но сепак се има стандарди кои што треба да се исполнат за да имаме луѓе кои што ги исполнуваат тие, да кажеме, по професионални барања од страна на работодавачите. Така, знаете дека кумановци со години наназад одат на печалба во земјите на Блискиот Исток, особено Ирак и Авганистан, и оттаму донесуваат голема сума на пари. Дали се почувствува таа нивна сума на пари што ја донесува во однос на отварањето на некои нови бизниси и во однос на намалувањето на невработеноста во градот? Вака, според некои наши проценки, во Куманово има континуирано отварање на работни места, можеби не се во сите гранки, но имаме побарување. Со доближување на Скопската зона за вработување према Куманово, значи отварање на работни места, голем дел од оние луѓе кои што можеби не може да најдат работно место во Куманово се вработуваат во зоната во Бунарџик, така да голем дел, колку што знам, има заварувачи, има автолакери, автомеханичари кои што се во фабриката за автобуси, има мал дел во фабриката Джонсон Мети, има мал дел во Кемет, така да оние кои што можеби не се снајдува на пазарот во Куманово, замина во близина на Куманово. Инаку дека се почувствува во еден период тој, да кажеме, раст на побарувачка, на поготово во услужниот дел, се почувствува и имаше голем, така да, поголем процент во еден одреден период на намалување на невработени во Куманово. Имате ли податоци каква е последната бројка на невработеност во Куманово? Па околу 10.680 активни барачи на работа и околу 9.060 други лица кои што бараат работа или оние кои што викаме не пасивни барачи, се до моментот дека не се одлучат да се сменат својот статус кој што се менува за нецели 30 секунди во агенцијата. Агенцијата за вработување нуди низа мерки и програми за вработување. Која од овие низа мерки е најатрактивна, односно најискористена од невработените? Па секоја година, значи таа е првата мерка што објавуваме од оперативниот план за активни мерки и програми. Тоа е грантот за самовработување со износ од 3.000 евра. Ние од ланската година направивме мала промена каде што даваме меѓу 3 до 5.000 евра, но 5.000 евра за помала група на бизниси низ цела Република Македонија, кои што се иновативни, кои се економски одржливи, и да тие лица ќе им дадеме покрај 3.000 евра, уште дополнителни 2.000 евра. Тие не се во готовина, туку се во опрема и репроматеријали, а воедно за 60 на компании ќе им дозволиме покрај оснивачот или барателот на грантот, значи главниот апликант, уште дополнително едно вработување, каде што ќе може да се ја прошират својот бизнис, бидејќи за некои бизниси со еден човек не се почнува, така да требаат два за да почнеме да бидеме успешни.
Веднаш после тоа е кредитирањето, значи само вработување со кредитирање каде што имаме повеќе категории и се движи за носителот меѓу 3 и 7.000 евра, зависно на старосната граница или статусот. Така да 3.000 евра даваме како почетен, потоа доколку е стечаец од ликвидација или од технолошки вишок, ќе може да биде дополнително 1.000 евра, тоа се 4.000 евра. Доколку сака бизнис кој што не се услуги или трговија, тогаш може да аплицира директно за 5, односно за 6.000 евра, ако е групата на стечајци, или ако е младо лице до 29 годишна возраст, тогаш веќе почетната сума за носителот е 7.000 евра. И нормално така се движат диапазонот на враќање на средствата, значи од 3 години со 1 година грес период, 5 години со 1 година грес период и 7 години за младите со година и пол грес период и 5,5 години за враќање. Нормално сите имаат фиксна годишна ставка на камата од само 1%. Значи што е многу поволно и сите тие може да се комбинираат од 3 до 5 лица заедно со носителот, така да сумата изнесува од минимални 12.000 евра до максимален износ на сума некаде од 23.000 евра, што е многу солидно за почнување на покрупен бизнес. Со тоа што јас секогаш препорачувам дека може да се комбинираат нашите мерки со оние што работат во земјоделието, што сака да почнат земјоделие, така да можат од двата бунара да полнат вода. Значи и да аплицираат во агенција да добијат одредена сума на пари да добијат можност, но не кај грантот, бидејќи грантот е исклучено земјоделие. Земјоделието е исклучено заедно со такси компаниите, заедно со бизнисите за кои што се има потреба од некоја си лиценца или овластување, што ние како агенција не може да чекаме тоа, пошто трае подолго процес да се извади. Но сето друго финансираме, како што е во кредитирање, таму немаме ограничување, значи може да дадат свободен кредит, да аплицираат можеби за млад земјоделец, вчера излезе огласот во Министерството за земјоделие, едноставно да искомбинираат две убави работи и да добијат многу соодветна можност за почеток на малку посериозна работа или посериозен бизнис и на крајот да бидеме сите успешни. Битен момент, ние можеби даваме пари, но некогаш луѓето им недостасуваат знаење, значи вештина. Затоа имаме една лепеза на некаде 30 вештини за кои што ќе објавиме оглас за кратко време. Вчера објавивме оглас за надополнување на вештините на лица со оштетен вид и глувите и наглуви лица, со тоа што едните ќе се обучуваат почетно за ориентација во простор, за браева, читање на браева азбука и за масери, а додека другите ќе се обучуваат почетно само за водоводжи и или пак за аргон за варувачи. Буквално има серите, јаргон за варувачите и водоводжиите се едни од најбараните, да кажеме, професии или занаети моментално на пазарот, така да за овие лица мислам и дека и компаниите кои што веќе постојат во Република Македонија ќе искажат потреба да ги вработат, бидејќи имаме добро обучени лица кои што веднаш ќе може да ги стават во работен процес и нормално е да ги искористат бенефициите што ги нудиме за вработување на оваа категорија на невработени лица. Така, пред година Агенцијата за вработување објави и оглас на за кој нели заинтересираните компании може да аплицираат за мерката за финансиска поддршка на микро и нели мали компании. Да ја објасниме оваа мерка, што и колку добиваат компаниите. Ова е мерка која што ја започнавме некаде 2011 година и се однесува на компании кои што веќе постојат на пазарот, кои што се етаблирани, речеме и се во групата микро и мали или занечии и добро работат, имаат потреба од проширување, сакаат да вработат нови луѓе, но немаат средства да ги набават основните работни, да кажеме, машини или потребни репроматери за да го направат тоа проширување. Ние направивме во Америка со тоа што секоја компанија која што постои на пазарот не должи јавни давачки по основ на даноци и придонеси. Воедно не го намалила бројот на вработени, освен по природен одлив последните години. Оној репер број на вработени и имаат потреба од проширување, треба да достават еден план за развој, каде ќе ги употребат тие средства, зашто имаат потреба за вработување колку лица, значи секоја компанија може да побара вработување од 1 до 5 лица или од 1.500 евра до 7.500 евра, тоа се неповратни средства во вид на грант, но во опрема и репроматери, не во финансиски или во кеш средства. Имаме посебна комисија која што ќе ги види работните простории, ќе ги види работните места каде што ќе бидат овие лица вработени и таа ќе донесе соодветни бодувања и ќе ги оправда
развојните планови кои ќе се доставени од компаниите. Нормално претходно ќе направиме селица кои од нив се во позитивно салдо, односно негативно салдо согласно управата за јавни приходи и завршната сметка која што добиваме од Централниот регистар на Република Македонија. Тоа се основните 3-4 карактеристики за секој што сака да аплицира. Паралелно ги повикуваме невработените да аплицираат за нагласа за невработени или да искажат потреба во индивидуален план за вработување, каде што ние ги црпиме тие информации и подоцна преку SMS порака ги информираме дека да дојдат на интервју со работодавач кој што има потреба такви лица за вработување. Така да по добивање на грантот, една година не сме да прекине работниот однос, доколку се случи такво нешто, имаме рок од 15 на дена се замени тоа лице, доколку не биде заменето, работодавачот ќе мора да ги врати средствата назад. Имате ли информација колку лица досега се вработени преку оваа мерка? Па некаде околу скоро 540 лица грубо се вработени, бидејќи од ланската година уште неколку останаа што не се имаше некои недоразбирање, треба да се завршат, така да ќе се затвори тоа, 540, над 90% се уште во работен однос од почетокот на примена на мерка. Така да тоа е висок процент. Ние имавме и ревизија од страна на Интернационалната организација за труд, кој што утврдија дека се соодветни бројките, соодветни се историјатите, мерката е финансиски, да кажеме, делумно оправдана и дека треба да се применува во иднина. До утре трае и огласот за програмата за самовработување 2016 година. Колку лица има пријавено досега? Па од изутрина кога ги проверував некаде 1420 апликанти, се уште сме околу 850 прашалници. Мислам дека во текот на денешниот и утрешниот ден тоа ќе биде масовно зголемување, бидејќи прашалници ќе може се попунат до другата недела до среда. Така да нема да има проблем за оние што аплицирале да го попунат прашалникот до среда. Ние се некаде до наредниот панел ќе објавиме првичната бодовна листа по градови кои се влезени за вториот дел, тоа е обуката за бизнис, која што е бесплатна, трае 4 до 5 дена, зависно од квалитетот на групата и колку брзо може да ги абсорбира тие предавања. И некаде почетокот на мај или средината на мај ќе објавиме првата прелиминарна листа на добитници на грантови, на кои што меѓувреме ќе поминат неколку серија на тие 5-дневни обуки, потоа ќе добијат можност за прв предлог бизнис план, па корекции на тој, па уште еднашка бизнис план и на крајот ќе добијат ваучер да заедно со експерт тој бизнис план го претечат во професионален бизнис план и да го достават до комисијата која што ќе го утврди оправданоста на бизнис планот и одржливоста, дали тој бизнис план е краткотраен, долготраен и на крај ќе се добијат поени кои што ќе бидат објавени и ќе бидат селектирани оние лица кои што ќе бидат. Мора да нагласам дека овој оглас ќе се поддржа само 60% или негде околу 550 максимум грантови, а втората половина ќе биде потрошени оние 40% некаде на вториот оглас кој ќе биде објавен во средината на мај и ќе трае некаде до крајот или почетокот на јуни и во текот на септември ќе ги објавиме вторите добитници на грантови, односно вторите идни бизнисмени. Господине Поповски, запознани ли сте дека дел од газите ги злоупотребуваат овие субвенции? Откако ќе заврши оваа мирка, тие ги отпуштаат вработените под присила самите да си дадат отказ и потоа аплицираат за нова мирка, така? Не, тоа не важи. Добро. Ние не навлегуваме во типот на отказ. Може самото лице да напушти. Може спогодбено да го раскина. Работодавачот мора да дополни со ново лице кој што ќе нема право на нови субвенции или нови права. Значи ние се водиме од тоа да вкупниот број на вработени со нашата мерка е достигнат едно ниво и такво ниво мора да остане у наредните зависно колку е обврската, 12, 36 месеци, 60 месеци, зависно од која мерка. Кога одиме со Македонија вработува, таму имаме обврска од 48 месеци, па од 24 месеци па до некаде 60 месеци и буквално тоа е долг период. Така да секое намалување на кој било вработен во таа компанија предизвикува наша реакција. Поготово тие што се користат за кои се користени средства од Агенцијата за вработување. Нашиот систем е софистициран кој што секое намалување почнува да одбројува временски период. Доколку тој временски период не се преземе активно со страна на работодавачот да се надмине тоа што е намалено како вкупен број на вработени или неисплатена плата, веднаш се активираат гарантните изјави и се настапува кон
присилна наплата на средствата, односно враќање средствата на сметката на агенцијата за вработување. Тоа значи дека нема злоупотреба на субвенции. Се пробува, но нашите правни служби се тука. Така. Има најави за отварање ТИРС во Куманово. Имате ли информација до каде е овој проект и можеби дали веќе се планирани вработувањата? Па ТИРС Куманово знам дека беше објавен, искрено го немам прашано директорот на индустријските зони до каде е поставката. Јас знам дека неколку компании кои што беа во мојата канцеларија се распрашуваа за Куманово, но потоа некако се откажаа, не дојдоа во Куманово, иако заедно со Министерството за економија понудивме доста локации во кои што се на Република Македонија или пак празни објекти кои што во Куманово би можеле да се употреба за нивниот бизнис, од кои аспекти не можам да кажам. Истите тие потворија своји представништва или своји компании во други градови Република Македонија. Не би навлегувал во генезата на проблемот, но веќе неколку компании кои што беа кај мене, па беа во Куманово, ги разгледуваа престориите, се откажаа да влезат во Куманово. За генезата не би навлегувал. Така. Знаете ли кои кумановски фирми ангажираа најголем број вработени кога станува збор за проектот Македонија вработува? Па ја знам дека најголемата што тоа е бос од фирмата, мислам дека е врв од сите кои што ангажираше највеќе. Од Македонија вработува, од обука запознат, од делот на субвенции, на социјални случаи. И ја поздравувам таа компанија, бидејќи таа ми остане дека највеќе впечаток и во условите во кои што се работат, мислам надворешно гледано, сега сепак секој работник си има своje мислење, не би сакал да навлегувам во тоа мислење, но надворешно гледано до на што меѓународот се зборува во Куманово, мислам дека на добар глас. Постојат уште неколку компании кои што го користат, искрено не ги знам имињата на компаниите, знам дека имаше веднаш после оваа компанија беше исто така една од услужните компании, па имаше уште една производство. Верувајте, многу компании се, јас сум одговорно лице за цела Македонија, така да number one корисник на мерката млади можем да ја потврдам фирмата Амфенол и Китго, Амфенол од Кочани и Китго од Штип, кој што се бави мислам со маркети на мало. Отворивте дисперзиране оделенија во Липково и Старо Нагоричане. Дали овие оделенија и канцеларии ги дадоа очекуваните резултати досега? Па пред се ги дадоа за мештаните, значи за жителите на тие општини, бидејќи нема да патуваат до Куманово, да се излагаат на трошкови, па можеби да се случи да не може да додат до Куманово поради некои временски неприлики или немање на доволно време да стигнат до центарот, така да со отварање на овие канцеларии се растерети малку центарот во Куманово. Многу е побитно кога си меѓу граѓаните, кога на помал број на луѓе им даваш услуги, со тоа што може да посветиш повеќе време, можеш да им објасниш зашто се работи, бидејќи многу пати луѓето слушнале, недослушнале, виделе, не виделе. Нашата работа е за сите подеднакво да им дадеме информација, на сите подеднакво да им пружиме внимание, за на крајот да сите ја сполниме нашата да кажеме среќа, значи у смисла среќа ние да намалиме невработени, тие да се вработат, остварат економски ефект за себе и за своето семејство, едноставно на крајот задоволна агенција, задоволни граѓани, задоволна држава. Така. Како една од услугите на Агенцијата за вработување е и организирање на саеми за вработување. Таков саем за вработување се одржа и беше организиран во Куманово. Какви се ефектите и какви се резултатите од ваквите саеми за вработување, што се однесува и до работодавачите, но и до невработените лица кои што масовно ги посетуваат овие саеми? Мора да напоменам дека и оваа година не се случи тоа. Да дел од компаниите место да презентираат работни места се презентираат самите себе си, оно што го произведуваат и мислам дека за оваа година ќе го менјаме концептот. Ја благодарам сите што учествуваа. Знам дека дел од нив моментот немаа потреба од работници, но имаат потреба во иднина. Тие CV-а што беа оставени, јас се надевам дека ќе бидат повикани на интервјуа. Јас пред неколку дена побарав од моите колеги да ми направат нов сублимат на извештај, бидејќи тој извештај што го имаме пред нова година. Намерно во јануари не ги вознемирувавме работодавачите, бидејќи знаеме дека е месец во кој што се паузира со производство поради празниците, поради временските услови, така да јануари останавме малку попритаени. Еве од завчера веќе дадов насока да се потпрашаат работодавачите до каде се ситуациите. Од оно што го имам од тогаш е пред Скопскиот саем информација, каде што најде околу 560 лица заклучно со пред Скопскиот, значи со Кумановскиот саем,
добија можност за вработување и се вработија и некаде уште 1500 CV-а беа позитивно оценени од работодателите во нареден период да бидат абсорбирани. Ја мислам дека многу од луѓето што доаѓаат на СЕМ-ите пред се неспремни да побараат работа или го бараат со некаква, да кажеме, недоверба, страф или пак негативна појава дека нема работно место од старт. Јас имам неколку позитивни примери кои што малку се подрасправа, неколку сајми сега и честитам се веќе вработени во некои од компаниите низ Република Македонија, кои што дојдат со негативен став, по еден мој разговор кој што го направивме, јас ги мотивирав, направете добро CV и доставете го до компанијата што има соодветни барања како вашиот профил. Знам дека едниот од луѓето ми се јави веднаш после 2 недели од сајмот, бив презадоволен што оден негативен настан, тоест за лицето направивме за него да биде многу доходовен и позитивен. Оно што мислам дека нареден период треба да го правиме, ние ги планираме новите сајми за оваа година, со тоа што можеби ќе го смениме концептот на сајмите. Можеби нема да има толку компании, но ќе донесеме компании колку што имаат потреба од вработување. Многу ми е битен делот да што повеќе млади го посетуваат, бидејќи оние кои што се највеќе во периодот на избор на образование, значи за идно образование, за да видат што се бара на пазарот во пластичен вид, значи тоа. Бидејќи ние имаме како граѓани, значи како македонци, отпор кон некои професии кои што би ги работеле у Република Македонија, а истите тие ги прифаќаме со задоволство кога сме надвор од Република Македонија. Кога би работеле и во Република Македонија соодветен број на часови колку што работиме и во таа странска држава, мислам дека исто би заработиле. Мислам исто во делот на соодветен економски приход за нормален живот во една држава. Порано професиите кои беа дефицитарни се изучуваа на кратки курсеви овдека во Куманово во Работничкиот универзитет. Како сега се решава тој проблем ако некој нели сака самостојно да изврши преквалификација на својата професија? На страницата на Центарот за образование на возрасни постојат 50 веќе направени, значи провајдери кои што имаат верифицирани програми и кои што даваат соодветни сертификати за таа едукација или вештина. Така да секој заинтересиран може да ги погледне тие и да види во кој град што му се нуди и која е таа компанија или училиште што може да му даде такво краткорочно, значи брз курс за таква вештина. Нормално и ние имаме наша таква мерка, таа е мерката за побарувани вештини на пазарот на труд, каде што ќе биде оваа година ќе опфатиме околу 500 лица. Ние веќе имаме верифицирано заедно со Центарот за образование на возрасни некаде околу 62 стандарда за вештини и некаде мислам дека заедно со училиштата и работничките екстра, да кажеме, универзитети и приватни компании околу 50 провајдери низ целата држава на Република Македонија. Така да во наредниот период имаме да се регистрираат уште 20-тина, мислам дека се во постапка и ќе гледаме да ги прошириме што е можно повеќе. Ние ги мотивираме работодачите, поготово од приватниот сектор, кои што имаат многу модерна техника, технологија, машини, да се регистрираат како провајдери и да ни овозможат во нивните простори да едуцираме на поквалитетен начин подобри кадри кои што ги понуди на пазарот. Можеби дел од нив ги бидат вработени во истата компанија, но пред се да им дадеме можност да се едуцира. Господине Поповски, вие сте прв човек на Агенцијата за вработување, но сте политичар. Зголемени ли се вработувањата сега пред изборите? Па, јас не би рекол дека се зголемени, ова е нормален тренд, секоја година некаде после 20 јануари се буди самата економија, бидејќи некаде 15 декември до 20 јануари влегува во еден, да кажеме, по смирен стадиум, дури некои компании прават и колективни одмори во кои што се одмара, значи бидејќи замира стопанството, нормално почнуваат претенциите во Европската унија, во Република Македонија, така да за да не се губат средства, време и пари, компаниите одлучуваат на вакви средства, значи на стопирање на производството, одмор за работниците, со тоа што после 20 февруари веќе почнува за да живува повторно, така да секоја година ние имаме едно замирање на вработувањата околу 15 декември, значи не се скроз, но се намалува темпото и некаде после 20 повторно почнува, нормално тоа тече некаде до кај 10 јуни и повторно почнуваат летните одмори, каде што имаме па зголемено вработување во делот на услугите, во делот на устителството, во делот на туристичките аранжмани,
така да не би рекол дека е предизборно зголемување на вработувањата. Јас би рекол дека секоја година во исти период, ако ги земеме наназад, можеби 20 години, ќе видиме дека имаме замирање во декември, почеток во јануари, негде крајот на јануари, и нормално е во февруари да почне, бидејќи се активира земјоделството, се активира сите оние, да кажеме, дејности кои што поради зимата и поради самата сезона стопираат и веќе почнуваат. Тука е градежништвото, тука се сите оние работи што се работат на отворено. Нормално да имаме зголемен број, па намалување поради нешто друго, пак зголемување и така натаму. Според вас, каква ќе биде разврската на актуелната политичка состојба? Ќе има ли избори на 24 април или можеби ќе бидат пролонгирани на барање на опозицијата? Па пред се јас можеби сум политичар, но после 16:30 до 16:30 јас сум јавен службеник кој што одговара на потребите на граѓаните и на сите оние кои што имаат потреба од Агенцијата за работување. Никогаш не сум се поистоветувал во текот на работното време со ниту еден политичка, да кажеме, припадност, бидејќи ние сме тие што треба да даваме услуги на граѓаните. Мислам дека колку побрзо имаме избори, толку ќе биде подобро за целата држава и за граѓаните на Република Македонија. Бидејќи некои од инвеститорите кои што веќе завршија со скенирање на Република Македонија чекаат разврската од изборите за да го објават своето влегување. Така да колку побрзо го завршиме, толку подобро за сите, бидејќи ќе дојдат нови инвеститори, ќе дојдат нови луѓе кои што сакаат да инвестираат во Република Македонија. Во оние дејности кои што досега не беа офатени, да офатиме поголем дел на оние граѓани кои што можеби досега нема можност да се вработат, бидејќи работните места кои што беа објавени од компаниите не соодветствуваат на нивните знаења и вештини. Така да колку побрзо избори, толку подобро за самата економија на Република Македонија, бидејќи се додека не завршат изборите, јас приметувам дека доста и од компаниите кои што најавија инвестиции од домашниот, да кажеме, дел на компании, некако ги ставија на страна до разрешување на оваа политичка криза и мислам колку побрзо го решиме политичката криза, толку подобро за сите во Република Македонија. Господине Поповски, ви благодарам што бевте гостин во Телевизија Плюс, дел нели од емисијата Став. Се надевам дека ќе имаме друга прилика каде што во која ќе поразговараме за тогашните нели актуелни теми и нови мерки кои што сигурно ќе ги има Агенцијата за вработување. Благодарам за поканата. Се надевам дека одгатнавме неколку прашања кои се многу битни. Најбитната работа е да не следат граѓаните, значи нашиот портал кој што за кратко време ќе добие нови содржини, значи нови информативни содржини, да се регистрираат на нашиот портал како корисници, со тоа што ќе можат и до оние огласи кои што се објавени од компаниите директно да аплицираат преку нивниот профил, со тоа што и ние ќе може да го следиме патот на пораката, значи на CV-то до компанијата и дали на тоа одговорено, дека е примено, не е примено, односно дека не е соодветно или соодветно. Бидејќи само со наша помош ќе можеме да им помогнеме, значи заедничка работа и со наша помош, заеднички да работиме на тоа да подобро ги представиме пред компаниите и им помогнеме да се вработат што е можно побрзо. Ви благодарам уште еднаш. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Телевизија Плюс. Пријатна вечер.